Грејната сезона за граѓаните на Република Македонија годинава започна порано. Поради ниските температури, парното грејење беше пуштено на 7 наместо на 15 октомври, а и голем дел од домакинствата веќе некое време ги затоплуваат своите домови. Граѓаните и оваа година пред добро познатата дилема – струја, парно или дрва, на што е најевтино грејењето во предстојните студени зимски денови. Битолчани, чекајќи ја топлификацијата во пелагониските општини, и оваа зима се одлучија за дрва или струја. На дрва. Зошто? А не знам, од крај на дрва се грејме. И ние за дрва, тополчани сме од село, не сме од тука ние. Порано на дрва, сега во стан, не на струја. Поисплатливо или како? Не, нема оджак и во станој зато. Нема оджак и мораме на струја. А немам пресметано да сето е исто, дали е едно или друго. Барем овде почисто стои, таму со дрва ќе варосваш секоја година. Ѓубре се прави, поќе прво смукалка, исто ти е пресметено, ма добро е. Дрва. Дрва имаме дрва. Дрва. На дрва си гледаме. Порачани на време дома веќе? Готово, свршена работа. Спремни значи вие за студот. Да, да сме здрави живи се за Кога година. почна она грејната сезона Ова напрека? година една недела порано на 7. Од тогаш почна и тераме со ред се. Си тераме навечер куќе, ладно си палиме оганче, дрвата тука се готово. Се во ред е за тоа. Во стара болница со парно бевме го исклучија парното и сега на струја со печка. Стара сум 83, се тресам целата. Се греепе порано на парно, али тие што ја поќе пари побогатите го откажаме. 65 фамилии сме во зградата, го откажаме и се гледаме на струја се грееме. На електрична енергија. Зошто? Се греевте порано? Стално се греем така. Цел живот. Поисплатливо, почисто? Почисто. Сама живеам и поисплатливо ми е. За некои поисплатливо, за некои почисто, но сепак голем е бројот на луѓето кои зимата ќе ја дочекаат со пуштени клими, електрични печки и радиатори. Колку ќе се стоплат зависи од џебот и од тоа каква зима не очекува. Кога како ќе биде зимата? Зависи. Подготвени за ова зима? Да. Се затоплувам, дневната си ја затоплувам, која е многу студено си спијам во дневната, сега спијам во спалната и така. Пред 3-4 години плаќав 10.000 месечно. Сега ќе видиме ова. Експертите велат дека не може да се каже кој е најевтин начин за загревање, бидејќи освен цената на ресурсот и опремата, влијание имаат навиките, начинот на живење, енергетската ефикасност на објектите. Но факт е дека и најштедливите треба да сметаат дека топлите зимски денови ќе ги чинат најмалку 300 евра.